сега околу првата точка што ви беше денеска на дневен ред околу објавувањето на огласите. Веќе во јавноста има одредени критики или реакции, да речам, зошто токму овој период се објавуваат кога се најавени практично реформи со реформскиот план 369 во областа на судството. Значи, не принципиелни тие, да не речем, излитена фраза, тенденциозни се таквите коментари и пишувања и така натаму. Значи, најавени се во многу сфери, многу пати, многу реформи. Значи, не може да застане работата ниту на судскиот совет, ниту на судовите, значи, ниту граѓаните треба да престанат да остваруваат правдата или да ги вараат своите права. Значи, факт неспорен дека 6 судови во Република Македонија немаат председатели и дека во континуитет ние објавуваме огласи, како во конкретниот случај што ги објавуваме сега. Значи, ќе одговорам и на едно можно прашање на кое што имам одговорено. Што ако бидат распишани локалните избори, како што е најавено за 15 октомври? Значи, ние како судски совет имаме произнесено дека не е во ред како независна судска власт да бидиме ние закочени во нашето работење доколку бидат распишани било какви избори, дали председателски, локални или парламентарни. Меѓутоа, Државната комисија за спречување на корупцијата доставува мислење до сите државни органи и до нас, и тоа не спречува, ние би направиле прекршок доколку во тој период на распишани избори извршуваме избори така натаму. Доколку тоа се случи, како што е најавено и бидат распишани и процесот наш на интервјуирање, тестирање и така натаму, целиот процес до избор, ако се совпадне со тој период, на избор би оделе после одржувањето на локалните избори. Инаку би ги почитувале како што е согласно закон определено, огласот откако ќе биде објавен во службен весник, мислам дека во текот на утрешниот ден 15 дена трае огласот, законските услови тие што ги исполнуваат може да се пријават и тоа е тоа. Само уште едно прашање има околу тоа дали стигна мислењето од Советот за утврдување факти по барање на СЈО за разрешување на 3 суди. Значи, согласно законите, не може да се даваат информации од каде, какви, што барања за кои стигнале. Јас единствено и на инсистирање на новинари, не дека јас не сакам, значи законот ме спречива и би го прекршил законот. Кажувам начално, откако е формиран Советот за утврдување на факти за одговорност на судија, едно барање имало, тоа и во годишниот извештај што го доставиме до Собрание на Република Македонија, едно барање запрена постапката и можам само генерално да кажам, во моментот имаме 5-6 барања за утврдување одговорност за судии. И на денешната седница за едно од тие барања, последно стигнатото, определивме судија известител од редот на нашите, од членовите на Судскиот совет, бидејќи согласно измените од 2015 од како функционира тој совет за факти, се со одлука на Судскиот совет, еден член на Судскиот совет е известител кој треба да подготви извештај, па потоа донесуваме одлука дали ќе ја запреме, ќе поведеме постапка, ќе навлеземе во расправа. Значи, за жал, не можем да ви одговорам дали и од кој подносител се овие барања што ние ги имаме. Односно гласите, бевте одвинувани од некои правни експерти дека всушност и покрај планот за реформи во судството, вие сакате да протуркате некои кандидати кои што би биле се уште лојални на претходната власт. Такви беа изјавите. Како го коментирате тоа? Значи, тоа е некој што криво гледа на работите или тенденциозно или сака нешто да прикажи како што не е. Значи, бевте сведоци и јавноста и новинарите и при изборот и на последниот и откако е овој закон за судски совет присутна е јавноста. Значи, конкретно ранглисти имаме по мерит системот по кој што сега се врши избор пред јавноста, само при избор кажуваме, бидејќи предпоставка нормална и законска е дека некој доколку сака да се кандидира за судија, за повисок суд или за председател, тогаш само ги обелоденуваме бодовите кои што ги добил некој судија, значи на истиот начин и овие огласи ќе видат. Значи морам да повторам, не може да ја застаниме работата на судовите во Република Македонија. Што ако владата, парламентот и така натаму, знаејќи како функционира нашето општество, особено последнава
веќе можам да речем 3 годишна политичка криза, значи ние како да бидеме убедени дека на определен датум ќе има некакво решение и да има таква работа. Постојната законска регулатива е позитивна законска регулатива, постојниот устав е устав на Република Македонија, законите по кои постапуваме единствено се важечки и по нив ние можеме да работиме и да постапуваме. Се друго би биле после од друга страна би биле обвинувани зошто застои, зошто не работиме, па зошто не пополнуваме судиски места или председателски места. Значи зависи од кој агол на работата гледат. Значи ние транспарентно ги објавуваме огласите, повторувам, изборот се врши на јавна седница за сите кандидати, а сите обвинувања за некакво тенденциозно или намерно или некакви слуги на некаква власт, сегашна или бивша, значи тој што со политиканство што се занимава или со обвинувања, не е проблем, нека ме обвинува. Мојата грижа е законито работење на судскиот совет.